Власта гарантира дека престојните претседателски избори ќе бидат кристално чисти и фер, бидејќи од нив зависи добивањето на датум за преговори со Европската унија. Вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи по средбата со претседателот на ДИК Оливер Дерковски порача дека изборите се одржуваат во најдобар и во исто време во најлош момент за државата, бидејќи ќе завршат еден месец пред донесување на одлуката за преговори со Брисел. Државата е под лупа на земјите членки за тоа дали има демокраси и капацитети да спроведе фер и коректни избори, а од впечатокот што ќе го дадеме за постоење на такви капацитети многу ќе зависи каква ќе биде проценката во јуни. Секој чинител, секоја политичка партија, секој граѓанин треба да ја знае важноста на моментот во кој што се одлучуваат овие избори. Се разбира дека претседателот ни е важен кој ќе биде, меѓутоа верувајте, уште поважно во овој процес ќе биде дали ќе имаме фер и демократски избори без ниту најмали девијации, проблеми и забелешки. Дерковски пак со апел до сите чинители во изборниот процес да помогнат на изборите да не се случат грешки. Додава дека нема да има никакви проблеми со избирачкиот список. Завршен е увидот, над 60.000 граѓани се јавиле да проверат дали се во него. Гарантира дека на претседателските нема да има така наречени фантомски гласачи. Државната изборна комисија е државен орган кој што ќе направи се во рамките на своите законски надлежности да овој изборен процес биде организиран на најдобар можен начин. Меѓутоа, до сите чинители апелирам јас да внимаваат да овој изборен процес помине непречено, да не дозволиме да се фрли било каква темна дамка на целиот процес, затоа што се работи за политички конкурентен надпревар во кој што треба да победи подобриот. Во врска со кривичните пријави за референдумот, Дерковски рече дека нив ги поднела политичката партија ВМРО ДПМН и од обвинителството од ДИК побарало соодветни податоци и материјали, кои комисијата им ги доставила. Се понатаму е работа на јавното обвинителство. Дерковски го исправи вчерашниот лапсус со објаснување дека неопходноста од 40% излезност на гласачите важи само во вториот круг, бидејќи без цензус нема да биде избран претседател. Во првиот круг се гледа само кои двајца кандидати добиле најмногу гласови, но нема можност изборите да пропаднат ако при првото гласање излезат помалку од 40% од вкупниот број на запишани гласачи.